Под мотото «Заедно против трговијата со луѓе», а со цел подигнување на свеста кај младите во Кочани, младите активисти на отворена порта од нашиот град организираат ликовен и литературен конкурс на тема «Трговија со луѓе», кој е распишан на 1 април, а ќе трае до 5 мај. Преку него учениците од основните и средните училишта од Кочани ќе може да ја искажат својата креативност на оваа тема, а со тоа и сами да дознаат нешто повеќе за трговијата со луѓе. Ние како млади активисти, 12 млади групи, започнавме кампањи против трговијата со луѓе во различни општини. Исто така во нашата општина ние ги повикуваме средношколците и основците да творат на тема трговија со луѓе. Имаме вклучено литературен и ликовен конкурс. Знаеме дека оваа проблематика е многу честа во нашата држава, се почесто слушаме за тоа. Можеби во нашата општина го нема тоа, но ние сакаме да им ја подигнеме свеста на младите луѓе дека тоа може и нив да им се случаи дека тие можат многу лесно да се впуштат во таа мрежа на трговија со луѓе. Откако ќе заврши конкурсот кој што е објавен од 1 април па до 5 мај за литературни и ликовни творби, крајот на мај ќе има изложба каде што од формираната комисија од професорите и наставниците од средните и основни училишта ќе бидат изберени најдобрите творби со тоа што ќе добијат награди. Затоа ги повикувам сите ученици кои сакаат да творат да повелат. Потрагата по подобар живот, можностите за вработување, подобрата заработувачка, потрагата по квалитетно образование или пак желбата да се откријат нови земји, комбинирано со недостатокот на информации, придонесува за донесување на неинформирани одлуки кои што многу лесно можат да бидат искористени од страна на трговците. Секојдневно исчезнуваат луѓе, можеби ја нема во нашата општина, но станува табу тема дека многу често можеби тој што ти е пријател да те вовлече во тоа, дека се почесто младите луѓе мислат за тоа дека ќе заминат во странство и таму ќе можат да спечелат многу пари, но можеби токму тие агенции или оној што посредува е всушност трговецот. Ние трговецот можеби секој да биде потенцијален трговец, ние не можеме да го знаеме трговецот, но затоа ги повикуваме потенцијалните жртви како да се заштитат од нив. Трговијата со луѓе е меѓународен проблем и представува модерна форма на робство. Во процесот на трговијата со луѓе најсурово се искористува човечкото тело и труд, при што на жртвите им се прекршуваат основните човекови права, почнувајќи од ограничување на движење, па се до насилство и злоупотреба. Најчесто се случува во сексуалната индустрија, градежниот, текстилниот и земјоделскиот сектор, но исто така и во приватните домаќинства, препознаени како сектори со слаби колективни права.